Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е Аријанит Џафери од граѓанската организација Еко Герила од Тетово. Аријанит, како активист, најпрво сакам да ве прашам како го оценувате активизмот во моментов на граѓанските организации во земјава. Има ли доволно притисок кон власта во однос на проблемите? Мислам дека моментално нема толку притисок кон власта за решавање на проблемите од животна средина и мислам дека ова е исто така можеби е како резултат на отвореноста на актуелната власт кон граѓанските организации, значи поотворена е за комуницирање, за комуникации редовни, за вклучување на граѓанските организации во донесување одлуки, во изградба на стратегии и такви работи. Сепак мислам дека ова колку и да звучи убаво и демократско, понекогаш е штетно поради тоа што ние навистина имаме можност и право да го кажеме тоа што го мислиме, но што се случува понатаму, тоа е големото прашање. Не е секогаш дека нашите предлози, сугестии или идеи ќе се прифатат или ќе се исполнуват на било каков начин. Значи, имаме отвореност со тоа што да, вие може да кажете што сакате и сакаме да слушаме од вас, браво, одлични идеи, но што понатаму, значи кога доаѓа во спроведувањето на тие предлози или идеи или стратегии, тука имаме голем проблем. Зимскиот период практично е неподлослив поради екстремно загадениот воздух. Тетово е еден од најзагадените градови во Европа. Очекувате ли нешто да се промени до почетокот на следната зима? Па да, вака, значи Тетово, ние како организација Еко Герила почнавме со нашите активности во 2013 година, кога Тетово беше најзагаден град во светот. Значи тоа траеше и следната 2014 година, нешто во 2015 бевме на таа топ позиција и јавноста е веројатно запознаета со случајот на Југохром, една голема фабрика која работеше без филтри и загадуваше огромно, значи. Откако се затвори таа фабрика, имавме исто да не заборавам, значи дивата депонија во влезот на Тетово како едни од најголемите проблеми за градот. Откако се затвори Југохром и откако се дислоцираше дивата депонија од влезот на градот, загадувањето во Тетово се намали за значителни 60%. Значи според мерењата на Министерството за животна средина кои ние ги следиме и кои се за нас единствените официјални податоци. Сепак, тоа не значи дека Тетово има почист воздух. Тетово има помалку загаден воздух. Но, затоа, треба, значи, уште многу други работи да се направат за да стигнеме до тој многу посакуван чист воздух. Ние мислиме дека има можност, гасификацијата ќе придонесе кон поголем дел со тоа што повеќето од јавните институции, но и домаќинствата, зависно од тоа како ќе оди во секундарната и терцијалната мрежа, колку ќе трае за изградба, кога ќе се вклучат, значи, институциите и домаќинствата во таа мрежа на грејење, ќе има помалку емисии на штетни гасови. Тоа е едно. Второ е, во Тетово, значи, нема јавен превоз. Веќе од 2013 година, кога кандидираше за првиот мандат градоначалничкава Теута Арифи, ветуваше дека ќе се организира ефикасен и зелен јавен превоз, до ден денеска тоа го нема. Исто така, значи, и чистењето на улиците од прашина, некои улици, главни улици се чистат, некои не се чистат никогаш. Да не зборуваме за, или можеби треба да зборуваме за урбаниот хаос, за изградбата, експанзијата, која за лоша среќа се концентрира во средината на градот, во централното подрачје на градот, каде што, значи, наместо да се прошири градот, да расте, се концентрира се на централното подрачје. Представниците на власта велат дека планот за чист воздух за 2019 година допрва треба да покаже резултати. Верувате ли во овие тврдења? Секој план треба да покаже резултат ако се спроведува како што треба. Значи, тука кај нас ние имаме и одлични закони и одлични планови, но кога доаѓа до спроведување на тие планови, вообичаено треба пари. Колку пари има Министерството за животна средина или другите министерства за оваа цел, тука е голем знак прашалник, поради тоа што
Еве јас да ви кажам, на пример, општина Тетово има за екологија, за животна средина има 0,5% од буџетот. Општина Чаир има 0,05%, уште помалку. И значи со овие пари не може да решаваат проблеми од животната средина или поголемите проблеми. Значи може да имаме многу добри, успешни, паметни планови, но ако не се спроведуваат како што треба и значи целосно не се спроведуваат, нема да има резултати. Југохром историски еден од најголемите загадувачи во Тетово. Имате ли информации во моментов што се случува од аспект на најавите за поставување на филтрите во фабриката? Последното нешто што излезе и од страна на владата беше дека тие нема да инсталираат филтри и дека владата бара нов купувач за Југохром. Нашиот став е што било кој да го купува, значи нема да може да произведува било што, ако не ги исполнуваат сите стандарди. Значи, не е дека ние имавме некој проблем со Алзар или Камелот Груп или кои беа компаниите што водеа со Југохром. Кој да биде, значи, во иднина, пак истите услови треба да ги исполнуваат. И тие услови не се наши побарани стандарди, наши желби. Тие се закон и законска одредба. Значи, тие се закони на државата Република Северна Македонија кои треба да се почитуваат. И сега, значи, кој да дојде у Југохром, кој да дојде, било кој нов собственик, треба да знае дека нема да произведува ништо пред да ги исполни сите еколошки стандарди. Според наши сознанија, а веќе предвадена зборував со човек, активист од Југуновце, според него во село од нешто околу 800-900 жители има 20 заболени од рак. Затоа мислам дека и од страна на владата слушнавме и од господинот Заев па и од господинот Анџушев дека кој да доаѓа во Југохром нема да може да проработи без да ги исполнува стандардите. И ние како граѓанска организација ќе мобилизираме уште повеќе луѓе ако треба за да не дојде до тоа. Освен воздухот, неодамна реагиравте дека има поплаки од граѓаните на Тетово во однос на квалитетот на водата за пиење. За што станува збор? Па водата за пиење неколку пати, значи имаше лош мирис, имаше, значи според анализите кои се направени од Институт за јавно здравје во Тетово, некогаш не се препорачува да се пие водата, а после другиот ден викаат дека е чиста. Сепак, значи, се чувствува некогаш, не секогаш, некогаш се чувствува некој по-тежок, по-агресивен мирис, така да кажам, во водата, каде што луѓето и се жалат. Водата за пиење, мислам дека ќе биде уште во поголема опасност со проектот на владата за изградба на хидроелектрани во Шар планина. Голем број на хидроелектрани се планираат, ако не се лажам, во последно време излезе дека од 405 се намали бројката на 120, а со тоа што над 70% од водите доаѓаат од западниот дел на државата, поголемиот дел на тие хидроелектрани ќе се изградат во Шар планина. И цело Тетово, а не само, значи па и Маврово и Ростуше и делови од други градови пијат вода од Шар планина. Значи со изградба на овие хидроелектрани, мислам дека ќе имаме многу големи проблеми. Имате ли увид што се случува со овие на терен, што се случува со изградбата на овие хидроелектрани? Па не. Вака, значи и во извештајот на Европската комисија ние направивме забелешки во канцеларијата на Европска унија во Скопје и тоа беа значи вклучени во извештајот. Пишува дека овој дел, значи информирањето на јавноста за вакви проекти и вклучувањето нивно на граѓаните во донесување одлуки за овие проекти не се спроведува, значи не се почитува во Северна Македонија. Сега, има неколку локации каде во процес е изградба на хидроцентрали, каде што жителите не знаат ни што се гради, пошто нема ни информативни табели, значи за почеток. А треба да има јавни расправи според Архушката конвенција која нашата држава ја има подпишано и ратификувано. Треба, значи, као прво, граѓаните да се информираат околу тоа што се гради во нивна близина. Значи, каков проект кој ќе има некакво влијание врз животната средина се спрема или се е во тек на изградба во
некоја локација. Го спомнавте извештајот на Европската комисија во однос на напредокот на земјава, а владата очекува почеток на преговори со Европската унија, а тоа значи и отворање на поглавието 27 за животна средина. Сметате ли дека државата е доволно подготвена за исполнување на обврските кои ќе произлезат од поглавието 27? Истото што го смета Европската унија, тоа е реалноста во теренот. Значи немаме доволно капацитети, значи администрацијата, државата нема доволни капацитети за спроведување на сите овие закони, препораки, конвенции што сме ги подпишале и такви работи. Тука е јасно стои дека не се доволни или се многу слаби административните капацитети и во централно и во локално ниво. Значи што во тоа треба да се работи многу. И државата е до некаде спремна, значи на ова поле и дека има limited progress, значи нема доволно напредок во имплементирањето на политиките и овие, значи како што се во споредба со законите во Европска унија, се уште не сме доволно спремни за да ги исполнуваме. Верувам дека кога ќе се отвара поглавието и ако добиваме датум, тогаш условот ќе биде јасен дека мора да се направат овие работи и мора да се почитуваат и конвенциите. Ви благодарам за интервјуто. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.